Секоја партија која носи одлука за формирање коалиција без партијата која добила најмногу гласови и најголема поддршка од народот на изборите, треба да знае дека во исто време носи одлука да се соочува со проблеми во идни слични ситуации, кога ќе се игнорира волјата на мнозинството граѓани. Ова на амбасадорката на ОПСЕ во земјава Нина Соумалаинен и го пренеле од делегацијата на ВМРО ДПМН на средба која се одржала по барање токму на амбасадорката. Делегацијата на ВМРО ДПМН ја предводел претседателот на партијата Никола Груевски. На средбата амбасадорката кажала дека мисијата на ОПСЕ во земјава не завзема страна и не е во позиција да промовира никакви политички опции представувани преку партиите. Од ВМРО ДПМН пак уште еднаш го потврдиле својот став дека ситуацијата во земјава е зрела за нови предвремени парламентарни избори, а според нив добро и економски полесно би било тие да се одржат напролет паралелно со редовните локални избори. Исто така повториле дека досега и однатре и однадвор се притискало коалицијата да ја прават исклучиво победниците на изборите, од условно кажано македонскиот и албанскиот политички блок. Сега кога ВМРО ДПМН е победник, и одвнатре и однадвор се заборава тој принцип. Сите треба да знаат дека ако еднаш се прекрши тој принцип, истото ќе стане неповратлив процес, затоа што не може тој принцип да важи по потреба, само кога на некој друг му одговара, и тоа веќе не е принцип. Доколку сега се отстапи од тој принцип и свесно се прекрши, секој еден кој во иднина кога ќе се сменат околностите, ќе помисли да дојде и повторно да се обиде да не убедува да го воспоставиме тој принцип. Треба да знае дека без дискусија ќе биде избркан од штабот на партијата, а партијата ќе коалицира со кого ќе оцени дека е најдобро за самата партија и земјата, како што и во другите држави. Во однос на чешкото прашање околу двојазичноста од ВМРО ДПМН кажале дека не се согласуваат со службената употреба на албанскиот јазик на целата територија, бидејќи како што велат, не дека имале нешто против овој јазик, меѓутоа тој предлог не ја отсликувал демографската реалност во земјава.